Последните неколку пресконференции на опозицијата се само обид за алиби што советниците од СДСМ дадоа поддршка за само една од програмите за работа на локалната самоуправа за 2016-та. Ова е ставот на градоначалникот Четиев, кој денеска ги демантираше изјавите на СДСМ околу програмата за изработка на урбанистичка планска документација. Вели дека со полни интензитет се работи на донесување на општи акти како никогаш претходно. Сите планови ни се, што се предвидени сумите, ни се почнати на обработка. По завршувањето на плановите нормално да достигне цената за плаќање. Значи, нашиот да предвидиме средства, зависи динамиката на работењето на планот. Ние секоја година најголемите средства ги планираме за ГУП-от на Велес. Меѓутоа, изработката на ГУП е со значаен квалитет, опфат, проширување во повеќе фази оди. Ние се надевавме дека ќе успееме да го завршиме во текот на оваа година. Меѓутоа, поради конфигурацијата на теренот на самиот град, пред се говориме, поради новите содржини што ги добиваме, што го прошируваме и ГУП-от, неговото најверојатно донесување ќе биде во текот на идната година. Според Чадиев, локалната самоуправа продолжува со изградба на паркинг простори. За таа намена во програмата се предвидени средства во висина од околу 2 милиони денари. Општината вели ги очекува пресметките и мислењето на граѓаните околу локацијата за поставување на монтажна катна гаража. Правени се вкупно 168 паркинг места на потегот Мало Мовче до пазарот во висина од 3 милиони 358 илјади денари, паркингот на автобуска за 100 возила во висина од 2 милиона 43 илјади денари. Меѓутоа, изминатиот период исто така се направени уште 120 нови паркинг простори. Јас само ви подсетил, нека кажат од СДСМ, додека они владееа во општина Велес, во изминатиот период колку паркинг места направиле. Граѓаните добро знаат кој што понудил и направил и знаат кој работи за нивното и доброто на градот, вели Чадиев, според кого локалната самоуправа со ист интензитет ќе продолжи да вложува и да ги решава проблемите на жителите.